Веднаш воочлива е новата дизајнерска насока на Honda. Тесните LED фарови, поврзани со тенка хромирана спојка, дефинираат далеку источна припадност, нагласена со решетка на ладилникот во боја на возилото и му даваат карактеристичен изглед. Задниот дел стана гломазен. Тоа ја формира купеовската форма, дефинирана со ниската покривна линија. Во зависност од варијантата на опремата, поклопецот на багажникот се отвора и затвора електрично со потек со стопалото под браникот. ХРВ ќе порасне само малку во должина, нешто над 4,3 метри. Употребната вредност се гледа во интериерот. Има 35 мм повеќе простор за колената во задниот дел. Магичните седишта, превземени од претходниот ХРВ, обезбедуваат променлив внатрешен простор. Сепак, веќе е јасно дека возачот ќе биде пречекан од модерен кокпит. Мултимедијалниот систем со својот 9-инчен екран на допир е целосно редизајниран и треба да биде многу полесен за употреба благодарение на логично структурираното мени. Honda ги надгради и асистентите за возачот. Системот за предупредување за суди работи попрецизно со камера со висока резолуција со широк агол и ги препознава возилата и пешаците кои преминуваат дури и ноќе. Адаптибилната контрола на крстосувањето делува почувствително за време на маневрите за претекнување, а комплетно нов за малиот јапонец е помошникот за слепи места, кои го предупредуваат возачот при движење и при паркирање. Honda веќе најави дека повеќе нема да има нов модел без електрификација. Чист електричен автомобил во моментов не е планиран, наместо тоа се користи целосен хибрид како единствен погон за теренецот. Основните карактеристики на бензинскиот мотор и VTEC од 1,5 литар доаѓаат од џез и активно го поддржуваат два електромотори. Излезната моќност на системот е 131 конска сила со максимален вртежен момент од 253 Нм при 4500 вртежи во минута. Така наречениот систем eHEV содржи 3 режими на погон кои автоматски се прилагодуваат на околностите. Затоа ХРВ најмногу ги користи своите електромотори за стартување, додека бензинскиот мотор се вклучува само при поголема брзина. Honda уште не дава никакви информации за точната потрошувачка и детални податоци ќе бидат споделени кон крајот на годината, кога е закажана премиерата.